Здраво, здраво на сите, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене Зоран Мишевски, Евротип спортски уплашувалници. Оваа неделя, како што може да забележите дека покрај мене има само лаптоп, Зоки не е присутен, но ќе го приклучиме понатаму во самата емисија да ни даде една професионална ретроспектива за тоа што се случуваше во текот на претходната недела и некои видувања за следната недела. Исто така имаме и предизвик кој си го правиме секоја недела за типување на конечен резултат, на некој надпревар или колку жолти картони паднали и така натаму. Морам да напоменам дека претходната недела дека точниот резултат го погодив и јас и заради тоа Зоки иде да избега малце, не мала шега. Зоки сигурно не е тука заради некои професионални обврски, ќе ни каже понатаму каде се наоѓа во моментот. Морам да напоменам дека во теке нашата наградна игра Еврошанса за 100.000 денари веќе заврши петтата етапа, во екот е шестата етапа на нашата наградна игра. Предходната етапа добитник на 100.000 денари е играч на Евротип во Битола. Честито, пријатели, со здравје си ги трошиш парите, но во моментот највисокиот коефициент за шестата етапа се наоѓа во Прилеп, човекот кој што има направено највисок коефициент од прилика 1,5 милиарда. Има уште време до крајот на оваа етапа, има уште многу време за создавање на тикети со висок коефициент, но во моментот во Прилеп некој Рубин, нормално од Прилеп Рубин, има направено 1,5 милиарда коефициент. Драг пријателе, Рубине, значи задржи го својот коефициент, држи се највисоко на табелата со највисок коефициент. Ако некој те надмине, смислува како да направиш добар тикет и да имаш највисок коефициент и да си добиеш 100.000 денари, малку во Прилеп да одиме да му доделиме на некој. Не мора само во Прилеп, може низ цела Македонија. Играјте во вашиот град, го најавувам и големиот караван кој што ќе се случи во текот на наредниот период, зошто и во вашиот град да не добие некој 100.000 денари. Не заборавајте да ги извадите вашите Евротип клуб картички и да креирате брз тикет на evrotip.mk. Во самиот билтен кој излезе значи вчера во петок, имате најразлични специјали, имате исто начинот на кој начин да креирате брз тикет е целосно објаснет во самиот билтен. Значи, не заборавајте да ги гледате организираните гледања на надпреварите во Евротип спорт кафињата. Бидете таму, не гледајте дома сами. Со 3 пива добивате едно гратис, викнете си другарче или испијте го вие пивото и уживајте, дружете се, забавувајте се и најважно од се, типувајте. Кој прави вистински типувања, тој и добива. Мислам дека е време да го приклучиме Зоран Мишевски да ни каже една мала професионална ретроспектива за тоа што се случуваше во текот на предходната недела. Ајде, Зоки, повели. Поздрав од Словачка за сите играчи на Евротип, за сите влюбеници на спортот. Ова е уште една недела во која што фудбалот и ракометот се во центарот на вниманието, но сигурно оваа ќе биде недела во која што главната тема е оние 5-5 од мечот помеѓу Ливерпул и Арсенал во Карабао купот во средата. Ретко еден фудбалски надпревар завршува со овој резултат и затоа кога веќе имаме таков надпревар мора да го потенцираме. Славеше Ливерпул, меѓутоа се славеше фудбалот, бидејќи да видите голови на секои 5-6 минути многу ретко се случува на еден надпревар во денешниот модерен фудбал. Немаше Лига на шампиони, но затоа пак националните купови и во редните кола донесоа очекувани резултати. Донесоа 5 гола на Реал, 5 гола на Барса, пресврт во последните минути на Бајер Минхен против Бохум во купот, тешки победи на Јувентус и на Интер во италијанската серија А доаѓа викенд, билтенот е преполн, повторно има многу надпревари, изборот е многу поголем, затоа добро размислете што ќе типувате оваа недела. Секако ние ќе ви помогнеме, еве ги моите предлози на пример за овој викенд. Типувајте на Спортинг, екипата на нашиот Стефан Ристовски влезе во победнички ритам, поред мене ќе го победи тимот на Тондела во гости. Типувам на победа и на Фиорентина против Парма. Тип 1 е вистинскиот тип според мене на овој надпревар. Внимавајте и на грчкото дерби во Солун помеѓу ПАОК и Панатанаикос. ПАОК е многу поквалитетен од последните неколку години. Типувам на победа на црнобелите. Поздрав од Словачка. Ти благодарам, Зоки, за твојата ретроспектива за претходната недела. Одиме со креирањето на тикетот. Оваа недела ќе ви кажам на кој начин наедноставно правам некои тикети. Значи, оваа недела решив да не играм на англичаните, не се клади на енглезе, што би рекле. Првата утакмица на која што типувам е кај германците, тоа е Борусија Дортмунд Волсбург.
И покрај тоа што претходната или пред таа емисија Волсбург-Аусбург, претходната емисија само Волсбург-Аусбург не падна, игравме нешто конечен типа, испадна 0-0, сега затоа ќе го попиеш. Што би рекле Борусија Дортмунд Волсбург чист кец. Претходно ги пратам на табела на апликација како играле 2-0 за Борусија, 0-1, 0-0, 0-3, 3-0. Играм конечен тип Борусија Дортмунд кец. Со германците толку, една од германците, ајде да пишам Австрија сега за сега. Не имате еден куп варијанти на што да играте, еден куп лиги. Играм шпанците, Севилја Атлетико Мадрид, доста тежок меч. Не Севилја, не. Реал Бетис, Вилја Реал Атлетико, Легане Сейбар, претходно играле 2-2, 2-3, нова играм значи 3+. Да, Легане Сейбар, 3+, 2,45. 3+, значи 2,45. Играм сега кај италијанците, Верона Бреша, според тоа како играле претходните утакмици, биле 2-2, 4-2, 0-1, 2, 4, значи многу голови ќе паѓат и тука ќе играм 3+, 2,20, Верона Бреша, 3+, Турција. Играм, значи на Турција. Еве колку чудно звучи некој на Турција игра. Значи имам една екипа, тоа е Трабзон Гостепе. Претходната утакмица кога играле било 1-3, 1-4, 3-2. Тука ќе падна ценадева многу голови. И играм исто на 3+, значи Трабзон Гостепе 3+. Супер. Мислам дека имам доволно утакмици. Чекај да пишам ако не уште една италијанци да пишам. Лече Сасоло X. Добро, тоа е. Види, не знам дали ќе добите, нали се надевам дека ќе добите, но одиме малку и на ризик. Одиме сега со предизвикот кој што ни го подготвија од Евротип, дечките од Евротип. Значи Зоки повели, кажи ми краен точен резултат на Милан Лацио утре играт. 1-1 по мене. Добро. Знаев дека 1-1, цело време играше 1-1, 0-0, некои такви типувања. Јас типувам, му давам шанса, значи се мислам дека Милан ќе води 1-0, дека ќе заврши 1-0. Победа на Милан. Колку и така да звучи чудно, 1-0 за Милан. И погрешно последниот надпревар било 1-0 за Лацио, така мислам дека беше. Тоа е тоа. Дечки се гледаме следната недела, ова беше емисијата Се кладиме и тоа е тоа. Поздрав. Чао.